53 волонтери од Штипската клиничка болница конечно добија решение за трансформација на работниот однос. Досега тие ги имаа истите обврски, но не и истите права со своите колеги кои беа редовно вработени. Првата група се од сите трансформации се 18 лица, втората група се исто така 18 и третата се, мислам, 17. Но она што е најзначајно е дека на сите веднаш добиваат решение, односно им се трансформира работниот однос со одложено дејство на трансформацијата, односно во овој период додека не се заврши комплетно трансформацијата, односно не почнат да работат во редовен работен однос, не сме под ниту еден услов да им биде прекинат договор. За оние кои денес добија решенија, ова значи крај на долгогодишната неизвестност. Полни 2 години работам како волонтер, а чекам 25 години. За да дојдам до местото што сум го завршила со своето школување, го добив решението во втората група од 1.12.2015. Многу сум задоволна и среќна затоа што се реши екзистенцијалното прашање на мојата фамилија. 1 година и нешто сум вработена. Мислам да е вработена, еве сега конечно ми се исполнува сонот. Но денес лицата не им се насмеја на сите волонтери кои во Штипската болница работат со години. Голем дел од нив, иако работеле 5, 7 па и повеќе години, решенија не добија. Ние имаме и други волонтери, меѓутоа законот предвиде да вработените со непрекинато работење од 1 септември 2014 до денес, само на ние се трансформира работниот однос. Ние имаме волонтери кои се работеле 2012-2011 година, меѓутоа мораме да го почитуваме законот, вработените непрекинато од 1 септември до денес тие влегуваат во групата на лица на кои се трансформира работниот однос. Што со овие луѓе и кога и дали државата ќе им го даде заслуженото, денес одговор немаа ниту директорката, ниту министерот. Тие не беа на ничија агенда. Дали некогаш ќе стигнат, не се знае. Инаку на ниво на држава има 1900 волонтери, кои со години работат во здравствениот систем и се една од носечките сили на функционирањето на болниците.